Вести на Канал 8, добар ден. Првото новороденче во новата 2015 година е женско, а на свет го донесе 23 годишната Моника Лазарова од Виница. Бебето и мајката добија цвеќе, подароци и желби за среќа и здравје од градоначалникот, раководството на болницата и од кочанските фирми. 3 дена по почетокот на новата 2015 година на акушерското одделение во Кочанската општа болница се роди и првото бебе. Го роди Моника Лазарова од Виница и тоа е втора ваква радост за неа и низиниот сопруг, со кого претходно имаат ќерка. Бебето се роди во саботата предпладне со тежина од 3 кг и 800 грама и должина од 52 сантиметри, а породувањето го изврши доктор Фонзи Јуруков. Породувањето течеше во најдобар ред, се беше како што треба, пациентката задоволна од персоналот, така да се беше како што треба и добро. Се надеваме дека годината ќе биде берикетна. Ланската година завршивме со 390 уствари, оваа година 360. Надеваме се дека наредната година, односно оваа 2015 ќе биде поберикетна. Првото новороденче во новата година го посети градоначалникот и на мајката и врачи пригодни подароци. Третиот ден во годината имаме првата рожба во 2015 година, женско дете, тоа значи дека годината ќе биде берикетна. На малата Божица и посакуваме да има безгрижно детство, да има убав живот, да расне и да напредува во животот, односно да има среќно детство. Подароци за родилката обезбеди и Кочанската општа болница, од каде изразија задоволство што првото новороденче годинава е женско. Чувството е секако подобро бидејќи се работи за женско дете. Женските деца носат плодност, берикет. Дај Боже оваа година да биде поплодна од претходната. На малата Божица се најдобро, значи многу здравје, многу успех, многу среќа и се најдобро и посакуваме од се срце. Традиционално секоја година подароци за новороденото и неговото семејство доаѓаат и од кочанските фирми. Компанијата Ледер редовно секоја година, веќе по традиција повеќе од 10 години, доделува телевизор на новороденото бебе. Оваа година женско, на 3 се роди, нека е живо и здраво и среќна нова година на сите граѓани на општина Кочан. Според лекарскиот тим во Кочанската општа болница, бебето и мајката по породувањето се во одлична здравствена состојба и деновиве се очекува да бидат пуштени дома. После цели 150 години повторно се појави чакалот во источниот дел од државата. Станува збор за животно кое е помало од волк, а поголемо од лисица. Може да биде опасно за домашните животни и сериозно може да ги исплаши луѓето. Ловците го забележале кај оризари. После 150 години чакалот за прв пат пред неколку дена повторно се појавил во источниот дел од државата. Чакалот е животно кое личи на волк. Не ги напаѓа луѓето, но лесно ги лови другите животни, особено домашните, и со тоа прави големи штети. Забележан е во близина на оризари од страна на ловците. Долго е околу 70 сантими, има сиво-црна боја, има грива на врато, од врато до средината на телото по грбо. Долниот дел на телото му има златна боја, па и неговото латинско име, значи Canis aurus, аурум е злато. Или по наше може да се каже како да е тоа златно куче. Меѓутоа, тоа е дивеч, тоа е, слободно можеме да кажеме, еден месождер, кој што е изузетно штетен. За Беля сега прв пат е приметени се два пати дали се работи за едно животно или две животни. Кај оризари еднаш е на селото горе кај базенот, другиот пат е на источната страна од селото во долот. Чакалот не е животно кое може да совлада човек, но поради неговата подмуклост опасен е за животните. Он е месождер, спаѓа у фамилијата на кучињата, е звер. Меѓутоа не е опасен за луѓето, опасен е за живата стока, особено ако се одвое некое животно, да кажеме некоја овца сама, коза, а козите многу често сами лутат, може да биде нападнана од чакало и чакало да се влада и да јаде.
Ручекот на чакалот може да се состои од максимум 2 килограми месо. Остатокот го складира или го закопува во земја и го дојадува отпосле. Кучката чакал раѓа од 4 до 10 малечки, но има една законитост кај овој вид животни, што е слична како кај волците и што е добра за луѓето. Сите женки не се парат, туку тоа го може само на јаката женка, така наречена алфа чакал. Друштвени се и честопати одат во група повеќе од 2 чакали, така што не се исклучува можноста во близина на населбата Оризари да се видени 2 вакви животни. Чакалот не јаде само месо, ги сака и градинарските производи, посебно грозјето. Поради штетите кои ги предизвикувале пред околу 150 години, сите чакали биле истровени од страна на луѓето и долго потоа не се видени вакви животни во Македонија. Се смета дека чакалот е дојден од Бугарија. Пред 2 месеци забележани се и во Штип, а тоа јасно покажува дека наездата на чакалот во Источна Македонија веќе е присутна и може да си најде добар простор за негово размножување, но заради недостаток на храна ќе ја бара во населените места. Опасен е и за ширење на зараза. Оди и бара храна и по ѓубриштата, а може да јаде и болни животни и затоа лесно може да ја прошири заразата. Особено може да ги зарази луѓето со кучешка тенија. Чакалите се заштитени со закон и затоа не е дозволено нивно убивање. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани ке бара дозвола од општината за поставување биста на нивниот патрон. Таквиот став беше искажан на прославата на 7 годишнината од постоењето на Сдруженијето. Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито ја одбележаа 7 годишнината од основањето. На заедничкото дружење во своето седиште кај градскиот пазар рекоа дека наскоро ќе покренат иницијатива за поставување биста на нивниот патрон. Велат дека во јавноста имаат поддршка за ова, исто како и за претходната иницијатива да не се менува името на улицата Маршал Тито. Ние сме со намера оваа година да поднесеме барање до собранието на општина Кочани, да ни дозволе да подигнеме биста на маршалот на Југославија, нашиот председател покоен Јосип Броз Тито, бидејќи сметаме дека тој е заслужен за такво нешто и евентуално таква биста би сакале да се подигне доле во паркот, кај што се бистите на нашите правоборци Љупчо и Раде. Трендов рече дека членовите на Сдруженијето се залагаат за реализирање на планираните активности кои пред се имале хуманитарен карактер. Придонес за тоа давале сите членови и поддржувачи, меѓу кои има и млади. Па имаше пуно активности, за среќа сите вие тие активности ги пратевте, што е на општо задоволство на нас како членови, бидејќи јас многу пати реков, сега само ќе се повторам, дека после секој настап на телевизијата ние добиваме нови членове. И еве би сакал посебно да го истакнам нашиот член Владко од Соколарци, кој што да не кажам половин Соколарци младите ги запиша како нови членови, што е еден секако потез за поздравување. И постарите членови на Сдруженијето не се откажуваат од учество во неговата работа. Ние сме било во Титовото време родени и уште го тераме. Никој не може да не сопре, додека можеме да одеме. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито рекоа дека неколку пати побарале општината да им обезбеди просторија во која би ги одржувале состаноците, но досега не добиле потврден одговор. Затоа ја користат кафеаната Плава ружа во градскиот пазар како главно седиште и место од каде ги започнуваат сите активности на Сдруженијето. Уште едно разбојништво со обид за грабеж на женска чанта се случи викендов во Кочани. Сепак, по интервенција на полицаец, крадецот ја фрлил чантата и побегнал. На 3 јануари околу 20 часот во Кочани непознат сторител извршил тешка кражба на особено дрзок начин над 66 годишната ДС, при што и ја одзел чантата во која носела дневен пазар од бутикот каде што била вработена како продавачка. Додека таа се движела, сторителот и пришол и насилно и ја одзел чантата, пошто истата повикала помош, а сторителот се дал во бегство. Во непосредна близина бил полициски службеник кој во цивилна облека бил на работа и по издадено предупредување да застане, крадецот продолжил да трча, пошто полицискиот службеник во воздух испукал еден предупредувачки куршум, а сторителот ја фрлил чантата и побегнал. Увид на лице место извршила екипа на полициската станица Кочани, при што пронајдена е чантата со сите предмети и парите во неа, како и чаурата од испуканиот куршум. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. За една недела ова е втор случај за кражба на чанта со пари.
Предходно, на еден ден пред Нова година, крадец украде чанта од 52 годишна жена во која имало 72.600 денари. Полицијата се уште го бара сторителот. Бизарна вест од Билтен Хрониката. До основното јавно обвинителство Кочани поднесена е кривична пријава против Делчевски професор заради детска порнографија. Полициската станица Делчево при секторот за натрешни работи Штип до основното јавно обвинителство Кочани поднесе кривична пријава против 47-годишниот БГ од Делчево, вработен во Средното општинско училиште Методија Митевски Брицо, поради постоење на основано сомнение дека е сторител на кривично дело, производство и дистрибуција на детска порнографија. На 4 јануари оваа година, околу 14 часот, во соблекувалната на спортската сала на гимназијата во Делчево, 3 ученички на возраст од 16 и 17 години од Делчево, додека се пресоблекувале, пронашле мобилен телефон кој бил вклучен да снима. Извршен е увид од страна на полициски службеници при полициската станица Делчево, при што е утврдено дека мобилниот телефон е на осомничениот БГ. Празнични хуманитарни активности. Ротари и Ротаракт поделија пакети за социјално загрозените и пакетчиња за децата во болница. Ротари клубот Кочани Виница подели празнични пакети за социјално ранливи семејства од двете општини. Пакетите се поделени според приоритетната листа што ја изготвија центрите за социјални работи. Доделувањето на пакетите со храна е со намера да се внесе малку радост за новогодишните празници за социјално загрозените семејства, за и тие да бидат во можност да ја подготват празничната трапеза. Средствата со кои беа обезбедени пакетите со храна беа собрани на новогодишната забава што ја организираше Ротари клубот Кочани Виница. Станува збор за вкупно 43 пакети, од кои повеќето се дистрибуирани во Кочани и околината, Оризари, Спанчево, Облешево, Трекање, Жиганци, Бели и Нивичани, понатаму во Зрновци и Мородвис, а други одделка и семејства во населени места во Виница, Грлани, Трсино, Калиманци, Црнкамен, Јакимово, Липец, Блатец, Градец и Стивања. Ротаракт клубот Кочани Виница пак ги посети децата на детското оделение при општа болница Кочани и оделението за деца со посебни потреби во Виница и подели новогодишни пакетчиња. Средствата беа собрани на хуманитарна забава што ја организираше клубот пресред на новогодишните празници. Честитка до граѓаните по повод Христовото раѓање Божик, упати градоначалникот Радко Димитровски. Божик како празник на мирот и помирувањето, на љубовта и добрината, го потикнува духот на разбирањето, заемното почитување и афирмацијата на религиозните посебности на нашите граѓани. Ова е празник кога се слави заедништвото и почетокот на новиот живот. Ден кога се истакнуваат семејните вредности како столб на човековиот живот. Со заемно почитување и со искрени напори можеме да помогнеме и во остварувањето на нашата заедничка цел за изградба на стабилна, просперитетна и економски развиена општина. Од мое лично име и од името на општина Кочани ви посакувам да го поминете во мир и спокојство големиот празник Рождеството Христово Божик, се вели во честитката од градоначалникот Димитровски. Достојно да се прослави раѓањето на Христос Божик, а не да се живее во духот на прославувањето на Нова година, кога сите се напреваруваат кој побогата трпеза ќе приготви и кој повеќе ќе се весели. Во деновите пред Божик треба да се посвети внимание на молитвата и покајанието, апелираат свештениците. Православните верници утре го слават Бадник, а ден после него Божик. И годинава граѓаните нема да го изостават традиционалниот бадникарски оган, кој го означува стартот на чествувањата пред големиот празник Христовото раѓање. Свештениците со совет, постот не значи само воздржување од храна, туку прочистување на срцето и умот. Апелираат верниците да појдат на литургија за Божик, а не на заеднички средби и дружења кои не се во духот на православната вера. Да се избегнуваат масовните гозби со бадникови огнови, претерување со алкохол и веселење за време на празниците. Тоа е пагански начин на славење на Христовото раѓање. Бадник треба да се помине молитвено со бдење во храмовите, а постот е неспоив со пиење ракија.
Инаку, на масата за бадник треба да има од се помалку, за годината да биде берикетна. Јаткасти плодови, калинка за здравје, костен орев. Обавезно се каснува лук за да се биде здрав. Адетот вели треба да се касне од се помалку. На масата се и сувите смокви, урми и сите најздрави плодови кои ги има на нашите простори. Христовото раѓање е само еден од трите празници во кои православната црква го одбележува раѓањето. Освен раѓањето на Исус, се слави и раѓањето на неговата мајка Богородица и на Свети Јован Крстител. Спортот во 2015-та. Најмногу се очекува од настапите на каратистите и фудбалерките. Новата година почна со спортско затишје. Пауза е во сите првенства, освен во втората кошаркарска лига, чие последно коло кое требаше да се одигра минатиот месец беше одложено за месецов. Сепак таму се полагаат најмали надежи за каков било успех. Во третата исток и женската фудбалска лига тече зимскиот преоден рок. Правото коло од пролетната полусезона е се уште далеку. Кочани има шанси за одбрана на титулата, Осогово е со теоретски шанси за прогрес. Футсал, со победата во Купот на Македонија од правото коло, Бели Кочани Шкендија 9:4, кочанскиот представник похрабро ќе влезе во борбата за подобар пласман. Еден од поважните спортски настани е Европското првенство во карате во Цирих, каде македонската репрезентација има сосема солидна кочанска легија. Првенството ќе се одржи во февруари. На крајот од февруари стартуваат и пинг-понгарите, каратистите, гимнастичарите и тенисерите ќе имаат редовни учества на спортските настани. Што се однесува пак до училишниот спорт, главен настан ќе биде Општинската лига во малфудбал. Вестите на Канал 8 завршија. Имајте убави празнични денови. Довидување.